Добре дојдовте во нов Асном. Минатата недела, во знак на почит за трагично загинатите млади жртви од Кочани, имавме медиумска неактивност во чест на прерано починатите жртви кои системот ги зема. Овој систем во кој живееме во континуитет продуцира кризи, а сето тоа почна со војната во 2001 година, кога имавме невини жртви, а истиот тој систем подоцна продуцира неколкократно поголем број жртви од раѓањето на овој систем, тоест со војната во 2001 година. За жал, живееме во еден крајно коруптивен политичко, племенски поделен систем, каде што прво и основно е прашањето дали си албанец или не, а подоцна на која политичка партија припаѓаш. Ваквата племенско-политичка поделеност ни продуцира во трајност едни кризи кои ние ги чувствуваме секојдневно. И оваа трагедија што ни се случи во Кочани е само една од низата трагедии што во минатото ни се случуваше. Да се подсетиме, бродската трагедија во Охрид, каде што беа 15 удавени туристи во 2009 година. Бесатранс, 45 лица изгорени. Дурмотурс, 16 лица погинати. Или пак модуларната болница во Тетово, каде што 14 луѓе загинаа, е тестамент за како овој систем работи. Во континуитет има кризи, во континуитет има неодговорност, коруптивност, личен профит на сметка за сите нас. И нормално е дека во овие моменти ние да сакаме правда, да имаме бунт, да имаме незадоволство. И тоа незадоволство сакаме да го изразиме за да излегувајќи на улица и да протестираме. И во овие моменти кога слушаме дека не треба да протестираме, не треба да го дадеме свој глас, се прашуваме, а зошто тоа е така? Дали не треба да го дадеме својот глас за тоа што треба да бидеме жртви на овој систем, или пак, ако го дадеме овој глас и излеземе на улица, дали истиот нема да биде злоупотребен во друга шарена револуција. Конфликтите во нас што ги имаме, демоните што ги продуцира овој систем, се огромни и не бдеат за сите нас. Од една страна, дали да поддржиме нова револуција или да ги поддржиме властите кои кажуваат дека сакаат да се справат со предизвиците. А само што ние сакаме е правда, правдина, одговорност. Одговорност за секој оној што ги прекршил правилата. И токму тука сакаме да го изразиме своето незадоволство, знаејќи дека ние сите сакаме да живееме во една праведна држава каде што ќе има професионалност, каде што професионалноста, отчетноста и одговорноста ќе бидат ценети. А токму овој систем кој не подели на една племенска заедница, дали се е некој албанец или не, и политичка заедница на која партија ние припаѓаме, е тој што во континуитет продуцира кризи. И истиве овие проблеми што се наметнаа со војната во 2001 ни даде еден песимизам кој што мислиме сега дека некој трет од страна ќе дојде да ги решава проблемите. И затоа ги гледаме што се случува низ медиумите, повиците, да дојде некој од САД, од Америка, од Европа, да ги решава проблемите, за да подоцна, поведувајќи се од шарената револуција кој што ни го смени името во едно деградирачко северна, ни продуцира нови проблеми. И така завртени во еден круг.
што, како и што понатаму. Но истиот овој систем кој во континуитет продуцира кризи, за жал и понатаму ќе продуцира кризи и ќе се постават понатаму прашања. Не само за оваа криза и не само за овој нејмил настан, него колку се поставуваат прашањата колку ќе има загинати пациенти заради небрежноста, неодговорноста и незнаењето на докторите. Колку има згазено деца, згазено невини жртви на улицата, затоа што не се почитуваат правилата, а истиот тој систем многу благо ги казнува оние што се причинители на својата кривична одговорност, за да другите гледаат што се случува. Оваа ситуација која го продуцира системот секако влева непријатни чувства кај сите нас. Но овоа се моменти кога ние треба да најдеме и да смогнеме сили, да бидеме трезвени и да истраеме. А во таа истраеност да наоѓаме решенија кои ќе ги подобрат нашите животи. А решението е кај секој нас. Секој од нас треба да превземе одговорност и секој од нас треба да почне да ги почитува правилата и да се однесува во склопот на истите правила. Затоа што сите промени што треба да се имплементираат зависат од нас. Не зависи од никој друг. Не зависи од никој странски фактор да дојде овдека и нам да ни кажува како треба да биде сето тоа. За потсетување, Соединетите Американски држави во овдека имаат дадено $500 милиони за промена на судскиот систем и под тој систем да биде еден праведен, но гледаме кои се резултатите. 2% доверба. Од друга страна, мораме ние да бидеме тие што ќе ги покренат тие промени. Затоа потребна ни е нова политичка структура која ќе биде носител на овие промени. Јас сакам да верувам дека нов АСНОМ ќе биде дел од таа структура и затоа потребна е ваша помош. Вашите идеи, вашите сили и вашите заложби, за да креираме едно општество за кое нов АСНОМ се залага, а тоа е едно функционално општество, праведно, каде што секој ќе живее и нормално во здрава животна средина, каде што правдината ќе царува и каде што нашите деца овдека ќе си ја гледаат својата иднина, а не да гледаат излез да бегаат на страна. Ова е нешто за кое што ние во нов АСНОМ се залагаме и ќе се залагаме во иднина, а само преку конкретни активности тоа ќе го докажуваме. Законот за странски агенти кој го предлагаме е една од тие активност. Тужбата против Европската комисија во Судот за правда во Луксембург е друга активност со која се залагаме, како и низа активности сега што ги правиме и превземаме за да се избориме за праведно општество. И да напоменам, ова го правиме на доброволна база. Даваме, а не зимаме. Нудиме доброволна работа и нудиме енергија која што ќе се преточи во една движечка сила каде што нашиот народ ќе живее во едно благопријатно и здраво општество каде што нашата младина ќе сака тука да остане. И без разлика колку сме мали, колку сме немоќни, колку изгледаме тажно, јадно и бедно, ова го работиме зашто вистински сметаме дека ова е вистинскиот начин како да ги правиме промените. Со знаење, со истрајност и со конкретни акции. Ова и понатаму ќе го работиме и јас сакам да ви се заблагодарам на сите вас
кои што давате поддршка за оваа организација и нашата визија во континуитет да трае и да живее и да се организира, за да се надевам еден ден прераснеме во субјект кој ќе ги донесе вистинските промени во оваа земја. А за тоа потребна е ваша помош. Не ни требаат вашите пари. Потребно е ваше мислење, ваша партиципативност и ваше залагање да креираме едно праведно општество, каде што секој граѓанин, без разлика на неговата вера, националност и припадност, ќе има еднакви можности за нормален живот во здрава животна средина. Едно функционално општество каде што сите ние ќе се чувствуваме праведно. А токму таа неправда не доведе нас во нов асном да бидеме тука и да се бориме и избориме за истата. Од тоа не отстапуваме. Никогаш, се додека нашето срце чука. И сакаме таа политичка волја на македонскиот народ, изразена на 30 септември 2018 и 8 септември 1991 да биде преточена во нашиот устав. Тоа е наше основно човеково право. Од тоа нема никогаш да се откажеме се додека тоа право не си го исполниме. А потребна е ваша помош и потребно е секој од нас да поведе одговорност и да почне да делува. Јас ве поканувам да ни помогнете за да ги исполниме нашата борба за праведност и борба на исто ниво како што нашите предци се бореле. Ви благодарам уште еднаш што не следите, што ни давате поддршка. Ние сме тука да истраеме и во нашата борба од која што никогаш нема да отстапиме. Благодарам уште еднаш и ви пожелувам се најдобро.